Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Денешната тема, после претходното видео што го снимав, му е приказна за како дојдов во Германија и што работев. Сега како да дојдете вие во Германија, доколку имате желба. Јас извадив некои работи што треба да ви ги кажам, што се многу важни и како да добиете виза, тоа е исто така важно. Доколку имате европски пасош, знаете дека секогаш можете да дојдете и да се пријавите, само ви треба да најдете работа. Доколку немате европски пасош, а сакате да живеете во Германија, тогаш мора да добијате виза. Тоа може да го направите на следниот начин. Имате линк во описот на ова видео, каде што можете да закажете термин за 3 вида на виза. Првиот вид е фамилиарна виза. Доколку имате сопруг или сопруга што живее во Германија, тогаш треба да аплицирате за виза со спојување на семејство, но тука ви се потребни сертификат A1. Пример, доколку сопругот работи во Германија, сопругата е се уште во Македонија и сака да дојде во Германија, тогаш мора да има сертификат A1. Мора да има документи за во амбасадата. Пример, како да кажам, сопругот мора да има изваден документ колкавен стан има во Германија и колкавни примања, за да жената да може да добие виза. Доколку имате и деца, и за нив посебно се пополнува за виза. Сега ќе ви покажам како може да пополнете за виза. Знам дека многу знаат како тоа да го направат, но постојат и они кои што одат во некои агенции, плаќаат пари за закажување, нема потреба, значи немојте да си ги трошите парите на вакви работи. Јас ќе ви покажам да може подобро да гледате. Најпрвен го пополнувате, значи каде што пишува за фамилиарна виза, кликнувате понатаму и потоа имате еден код што треба да го пополните. Доколку не ви е јасен, може да одберете нов код. Откако го пополнавте кодот, стиснувате понатаму и имате термини. Значи имате термини од утре па се до крајот на март. Пример, одбирам крајот на март. Исто така ми дава да одберам сат. Одбирам еден сат. Ќе се видите вие во кој сат ви одговара. Потоа има да пополните име, презиме, емаил адреса, број на пасош, матичен број, телефонски број и да заокружите која е причината. Пример, ако сте вие сопругата и треба да одите кај сопругот, тогаш го заокружувате првото, дека сакате да одете таму со вашиот сопруг. Доколку имате деца, иста ваква апликација мора да направите, тогаш заокружувате втората точка. Доколку родители на ваши родители, пример, вие сте долго време во Германија, сакате вашите родители да дојдат, исто и тие треба да подадат за виза. Тогаш ја заокружувате третата точка, но тоа морам да видам што треба, кои документи, тие сите документи кои што ви се потребни ги пишува на страната на амбасадата. Тоа е тоа, пополнувате и спреќате. Едно многу важно нешто, знаете, за секоја виза без разлика која, може да подадете само еднаш. Доколку аплицирате повеќе пати, тогаш автоматски системот ве бриши и не ви е апликацијата валидна за овој месец. Потоа одиме на виза за квалификувани работници.
И тука ви наведува пример зашто можете да аплицирате. Тука ги имате сите работи. Вие одбирате зашто и продолжувате понатаму. Исто имате код, го внесувате кодот и одбирате термин. Кога ќе одберете термин, одите на тој термин да го блокирате и ви се отвора страница каде што исто треба да пополните. Презиме, име, емайл, повторно емайл, причина. Во причина треба да одберите пример зашто сте. Ако сте медицинска сестра, ако сте бебиситерка, за бебиситерка. Имате се што може да прочитате. Доколку нема тоа што сакате во овие наведени, одите во Sonstiges, тоа е друга причина. Имате број на пасош, матичен број, работно место, каде ќе работите, или професија, што ќе работите и забелешки. Го внесувате кодот и продолжувате понатаму. Сите овие работи може да ги преведите на наш јазик, на Google. Имате... Само да ви покажам. Не знам. Гледате, тука мене ми е заокружено германски, англиски, а на овие трите точки тука може да одберете и македонски. Тоа е тоа што се однесува за квалификувани работеници. Сега одиме понатаму. За виза за Западен Балкан. Пополнувате исто така како што ви објаснив. Презиме, име, емайл повторно, пополнувате број на пасош, матичен број и го пишувате кодот. Исто и телефонски број. Доколку ве одберат, ви стигнува емайл со потврда дека сте одбрани и дека можете да закажете термин преку канцелариите на Визаметрикс. Тоа е сега ново. За пополнување на Визаметрикс моментално доколку ве извлечат, во емаилот имате линк кој што ве носи директно во друг сајт на канцелариите на Визаметрикс. И тука одбирате само да го направам на македонски, зашто вака треба јас да преведувам. Одбирате закажување на термин, го пишувате кодот, исто како и во амбасадата, имате да пополните код и ви се отвора сајт каде што треба да закажете термин. Значи, зборувам доколку ве извлекле на лотарија и сега можете да закажете термин. Значи, визата, да речем, скоро сте ја добиле. Пред да закажете виза за лотарија Западен Балкан, има посебни датуми, тие ќе ви ги напишам за месец март и април и ќе ви кажам каде може да гледате во кои датуми може да закажувате за виза. Исто така имате во групите македонци во Германија и слично, таму секој месец се пишува кои се датумите и така натаму. Значи, во рок од 20 минути вие мора да ги пополните сите овие работи што ви се бараат. Сега, пополнувате дека вас ви виза на Западен Балкан, пополнувате Германија, потоа град, пример, јас пишувам Прилеп, еве, закажувам за мене. Го одбирате градот, вие го пишувате вашиот град, Визаметрикс биро заокружувате Скопје, затоа што нашите канцеларии се во Скопје. Потоа имате нормал, заокружувате дека сте еден персон. Ви се отвора друг прозор каде што ви дава 3 понудени датуми од кои што одбирате еден за ваш термин. Потоа пишувате име,
Ивана. Вие го пишувате вашето име. Презиме Светко. Национална припадност Македонија. Пишувате кога сте родени. Јас го пишувам. Пишувате ден, датум, ден, месец, година. Пишувате број на пасош, емайл, број, друг телефонски број, само морам да го видам број на пасош. Број на пасош. И продолжувате понатаму. Исто така заборавив, тука мора да одберете и важност на пасошот. Добро. Јас не можам да одам понатаму во другите точки, затоа што мојот број на пасош веќе постои, јас имам виза. Не можам да ги видам другите полиња. Значи, се пополнуваат, можете сајтот да го преведите и да видите како точно може да го пополните. Доколку имате некои прашања и нејасни работи, доколку не можете да закажете термин, слободно пишете ми, ќе ви го оставам мојот имейл, јас ќе ви помогнам за цел процес, веќе ова го имам правено. Тоа е тоа. Откако ќе закажете во канцелариите на Visa Matrix, после тоа може само да чекате, доколку добијате виза, ќе ви стигне имейл, доколку ве одбијат заради некоја причина, исто ќе добиете известување, но доколку се случи да ве одбијат, тоа не е крај. Вие можете просто да напишете жалба и тој процес да се продолжи, значи ништо не е изгубено. Имав таков случај со моја другарка, каде што ја одбија затоа што во договорот и во описот на работно место не се вклопуваја адресите. Требаше да има една иста адреса, тој работодавец имаше пишано друга адреса, само тоа беше грешка, ние пративме нов договор и нови документи, така да се среде, таа доби виза. Значи, најважното нешто што не ви окажав, доколку добијате термин за виза, ви се потребни документи. Потребно ви е работен договор, опис на работно место. Ќе ви оставам како сите тие работи изгледаат. Тие сите треба да бидат пополнети со печат во оригинална форма и треба да ви ги испрати некој од Германија до Македонија. Ви требаат уште некои работи, што се сликчиња, мислам 75 евра се плаќаше таму. Не сум сигурна, тоа ќе видам и ќе ви оставам се во опис на видеото. Доколку имате било какви прашања, слободно пишете ми на имейл, јас ќе ви одговорам. Доколку не можете да се снајдете, слободно пишете ми. Тоа е тоа, мислам. Мислам дека ова видео малце ви помогна. Вие сами можете да се закажете термин, ништо не е страшно, јас сум тука, пишете ми, гледајте го процесот на ова видео, мислам дека нема да има никакви проблеми. Доколку ви се допадна ова видео, доколку сакате повеќе видеа на оваа тема, Германија, работа, како да се снајдите и слични такви работи, пишете ми во коментар, лајкнете го во видео во знак на поддршка, претплатете се на мојот канал. Доколку имате идеи, слободно пишете ми се во коментар, јас ќе прочитам, а ние се гледаме во моето следно видео. Чао!